Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Tatko moj, ti blagodaram što mi podaruješ jedan den. Ti blagodaram za Tvoja ta ljubav. Ti blagodaram što me sozdade, što po Božiot obraz me sozdade, što mi duvna vo dušata duh životen, za da stanam živa duša. Tatko moj, ja znam deka imam Otec na nebesata, дека ти си љубов и дека ние овде на земјата сме дојдени да го положиме испитот на љубовта, да научиме единствено важно што е од Светото Писмо, а тоа е љуби го својот ближен како самиот себе си. Тоа е сублимат, згуснато траење, духовна вистина која секој од нас треба да ја научи, да го љуби ближниот свој како себе си, како себе си. А зошто ние не можеме да љубиме, тоа е приказната на Светото Писмо, која на безброј начини раскажува како да научиме да љубиме, ја раскажува големата приказна на љубовта на нашиот татко, кој го даде својот единороден син, Исус Христос, не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Неко секој збор што ќе биде изговорен има Твојата сила, двоостар меч што ги раскинува сите пранги што сатаната ги фрлил врз некого, врз нечие срце, кој е жедно за Тебе, татко мој, кој е жедно за мирот Твој што ни го даваш, кој е жедно за Твојата љубов. Те молам за сите гладни, болни и осамени. Те молам Ти да зборуваш нид мене, не јас да зборувам, секоја моја мисла да биде покорна на Исуса. Ти благодарам што ме облекуваш во љубов. Те молам за македонските власти, политичари, водачи, да им ги отвориш срцата и очите и ушите да се покајат и да не водат по тесниот пат што води кон животот. Амин. Второ послание, односно втора глава на посланието на апостол Павле на Колосјаните. Денеска ќе го озвучуваме ова живо слово кое е духовно и добро е пишано. Вие доаѓате и го проучувате словото за да ви даде живот. Тоа сведочи за мене. Значи ова слово сведочи за Исус. Но не доаѓате кај мене да ви дадам живот. Затоа словото убива, духото животворува. А телото без дух е мртво. Ова слово треба да се разбере со дух. Те молам да ми го отвориш ова слово, да им го отвори словото на оние кои слушаат, да разберат што сакаш да им покажеш, татко мој, во името на Исус. Имено, втората глава, Колосјаните, овде е во Колошаните преведено. Ова е препев на Библиска лига. Променувам бидејќи некои зборови и некои реченици се поинаку преведени. Па, да не го гледаме само на еден начин, она што е запишано, како букви на камен, кога Мојсе ги донесе 10 Божи заповеди, тие си направија златно теле, врзани за материјалното и за овој свет. Луѓето живеат како овде вечно да ќе живеат на земјата, градат домови, палати, трошат пари, време. Кога ќе остарат на крајот, ќе видите како ќе паднат и ќе почнат да плачат: Господе, Господе,
Сваќаат дека ништо веќе не е важно. Не е важно што си бил, кој си бил, колку си бил, каде си бил. Најважно од се е да се сетиш дека си паднат ангел, дека си паднат со сатаната, дека не можеш да љубиш без Исуса, дека ти е потребна сила на сите што го примија, на сите што го примија Исуса. Значи не доаѓате кај мене да ви дадам живот вечен во Јован 5:39-38. Не доаѓате кај мене, ги проучувате словата, мислите дека ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене. Како се доаѓа кај Исус? Па секоја мисла да му е покорена на Исус. Твојата волја да се претопи во неговата волја, да прифаќаш се што ти дава и да действуваш во љубов. Имено сакам да знаете колкава борба имам заради вас, браќа и сестри, заради оние во Лаодикеја, заради оние во Маврово, во Скопје, во Петрич, во Сандански, во Кремен, во Пиринска Македонија, во Солунско, во Егејско, во Водан, во Серес, во Албанско, Варнаутско. Колкава борба имам заради вас и заради сите што не ме виделе лично. Борбата не е ваша, туку е Божја. Борбата е духовна, луѓето мислат дека е физичка. Но телесниот човек не го разбира духовното. Гледам интелектуалци не веруваат во Бог, се борат, се обидуваат во Македонија. Толку години, толку луѓе се убиени, ах таа Македонија. Исус вели, ќе изберам народ, Отецот, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име и ги избира македонците. Знаете, и тие повторно да се шири избран сад светото Евангелие. Сами не веруваат во Исус, сами ќе се борат. Овој свет, целиот лежи во зло, сатаната го владе овој свет. И вие имате можност да ви даде Исус сила, да надвладеете во љубовта, да го изберете Исус, да врвите по тесниот пат што води кон пропаст и да ги добиете благодатите. Благодати. По благодат сме спасени. И заради сите што не ме виделе лично, за да се утешат нивните срца насекаде каде што одам во Пиринско, во Албанско, им кажувам Исус, Исус, викајте го. Не можеме сами, толку луѓе се изгинати во Македонија. 1 милион луѓе се убиени сигурно за последниве 100 години. И светот ве лаже дека вие не постоите. Истите што ве убиваат тврдат дека вие не постоите. Па тоа е сатанска природа, тоа ви покажува дека тие не умеат да љубат. Со нив ли ќе се разберете, тие се слепи, не разбираат. Вие треба да действувате во љубовта. Да се утешат нивните срца и сплотени во љубовта. Сплотени во љубовта, тоа се христијани. Сплотени во ljubовта да дојдат, да се утешат нивните срца и сплотени во љубовта да дојдат со сето богатство, до сето богатство кое доаѓа, богатството доаѓа од севкупната увереност во разбирањето, увереност, разбирање, целосно познавање на Божјата тајна, Исус Христос, кој живее во вас, во дух, духот кој гори во вас, малото пламенче на самиот живот е од Отецот Небесен, а тој престојува во Исуса и е видлив во Исуса. Предходно го разбиравме тоа. Бидејќи Бог никој не го видел, не може да го види, тоа е непристапна светлина и тоа е љубов. И тоа е љубов. Тоа што треба да го научиме ние и ние да станеме љубов, да се облечеме во љубовта. Божјата тајна Христос, во кого се скриени сите богатства на мудроста и знаењето. Не мојата мудрост, човечка мудрост, поделени луѓе, раскарани, поделени граници, осудувани, разделени, силувани, убиени, дрога, хемиски војни, умираат млади деца од дрога. Никој не зборува за дрогата, посебно во мојата земја. Никој не зборува во дрогата, за дрогата. А тоа е хемиска војна. Зошто никој не зборува? Имаме ли ние водачи и духовници или немаме ли се тие слуги на поднебесните сили на злото поблекуваат фармеки кога ќе им каже некој представник на сатаната на земјата, за кого се скриени сите богатства на мудроста и знаењето. Ова го велам за да не ве измами некој со убедливи зборови. Ќе ве примиме таму, ќе биде вака, ќе биде така. Што ќе биде? Што ќе биде? Ние му припаѓаме на Исус. Исус ни дал име. Исус не запишал македонски цркви, македонец. Благодатта Божја, Гај и Аристрах македонци.
Благодатта Божја дадена на црквите македонски, зашто да го менувам своето име за световно. Ако Исус дојде, кога ќе бидеме во Исус, таму нема ни македонец, ни грк, ни бугарин, ни србин, ни машко, ни женско, ни роб, ни слободен, сите сме едно во Христос. Но кога ќе бидеме во Христос, за да не ви измами некои со убедливи зборови, зашто иако сум одсутен со телото, пазете, со духот сум при вас. Ова не го зборува апостолот Павле, го зборува духот на нашиот Отец, односно Исус. Иако сум одсутен со телото, ние не го гледаме, со духот е при нас. Ако го примиш духот да влезе, духот на љубовта, духот на светиот дух, духот на вистината, тој е духот на љубовта. Другиот дух на антихристот е духот на нељубов, духот на гордост, тврдоглавост, омраза. Со духот сум при вас. Значи, ние зборуваме за духовно општење, за духовен човек. Ти имаш тело, телесно, кое не е твое, ќе се врати назад во земјата, си го позајмено ти е. Душата ти е внатре во духот на Бог, самиот живот е во тебе. Ще треба да разбереш, да се облечеш во духовното тело. Тоа е облеклото, облечете се во љубов, вели Исус на едно место преку апостолот Павле. Во духот сум со вас и се радувам, гледајќи го вашиот ред. Дали имате ред во вашата земја, во вашите цркви? Дали постои закон и ред во Македонскава земја? И се радувам гледајќи ги вашиот ред и цврстината во верата што имате во Исус. Надевање на Исуса, не на луѓе. Не може никој да ви избави. Интелектуалци не веруваат во Бог, истакнуваат дека не веруваат и се борат. Со кого се борите? Ќе ве смачка сатаната, тоа се поднебесните сили на злото на овој век. Ако некој од тие праведниците не го повикува Исус, дните ќе ви се скратат многу бргу. Цврстината на вашата вера во Исус. Исусе, те сакаме. Во името на Господ Исус Христос и кажувам, надвор од Македонија, сатана, ова е македонска земја, запишено од Исус, пишано од Бог во катастерот, остануваме македонци со Исуса Христа. Амин. Внимавајте. И така како што го примивте Христос Исус Господ, го примивте. Што значи да се прими? Тоа е битно прашање. Така и да живеете во Него. Како што го прими? Дали го примаш? Ќе дојдат протестантиве, гледам евангелизатори од странство, ќе дојде на автобуска станица, ќе не го примаш Исус Христос, тоа ќе се помоли, ќе си отиде. Дали го примаш само на лице или на срце? Како што го примивте Христос Исус Господ, така да живеете во Него. Да живееш во Него. Да живееш во Неговите слова. Тоа значи да живееш во љуби го својот ближен како самиот себе си. Тоа значи да живееш во љубовта, да ги љубиш сите. Дали ги љубиш сите? Дали те нервираат блиските, децата, жената, сопругата, семејството, соседот? Дали ти доаѓа да ги окараш, да ги истепаш? Дали ги љубиш сите? Кога ќе се случува тоа, повлечи се 3 кора назад. Исусе, помогни ми како да действувам во овој човек. Како се прима Исус? Умира стариот човек, се откажуваш од себе си. Не се играш играчки со Бог. Му го предаваш животот, твојот живот, кој не е твој, бидејќи тој ти го дал на владење, Господар. Господар ти е Исус. И ти ги имаш неговите мисли. Секоја мисла е покорна на Исус. Неговите постапки, живееш во Него, ги љубиш сите, се усовршуваш во љубовта. Тоа не е брз процес. Не станува преку ноќ, може да се случи. Тоа е процес на умирање на стариот ти, кој е болен процес на исцелување на телесните болки и процес на растење во Исус и претопување до сета полнота. Значи, како што го примивте Христос Исус, така и да живеете во Него, цврсто вкоренети и надзидани во Него и зацврстени во верата. Тоа значи надзидани во љубовта. Ако љубов немаш, брате, каде и да си, ништо не си, тоа го знаеш ти. Зашто тогаш се дрогираат и се убиваат познати пејачи, актери? Царски семејства се убиваат, имаат пари, имаат се. Не можеш да се купи љубовта. Бог не се купува. Бог е љубов. Љубовта доаѓа од кога ќе почнеш ти да им простиш на сите, да се откажеш од себе си, од својата гордост и да ги љубиш сите. И тогаш љубовта доаѓа. Степенот на љубовта која ја насочуваш кон другите, кон оној што е гладен, беден, кон оној што не те љуби, е степенот на приливот на љубовта кој доаѓа од Бог. И тогаш ти се преобразуваш и се усовршуваш во љубовта и ќе бидеш слободен на денот на судот. Значи, кај застанавме? Надзидани во Него, зацврстени во верата,
како што и бевте поучени, нова заповед ви давам. Една заповед, љуби го својот ближен како самиот себе. Дали се љубиш самиот себе, ти да бидеш на другите, ти да владееш, ти да бидеш цар, ти да ти служат. Не Исус дојде и стана слуга. Љуби го својот ближен како самиот себе. Кој не го љуби братот свој кого го видел, прво Јованово, како ќе го љубиш Бога, кого не си го видел. Како што и бевте поучени, изобилувајки со благодарност, а ти благодарам, Господе Исусе Христе, што и овие молитви, овие слова ги допираат луѓето што се жедни за Твојата љубов, што си испратил апостоли, учители да зборуваат. Избран сад за свечена употреба. Внимавајте, некој да не ве плени со филозофија, човечки филозофии, вака треба, така треба, и со празна измама според човечки преданија. Нашите правеле вака, ние ќе правиме така, вака било, така било. Човечки преданија според првобитните принципи на светот. Првобитните принципи на светот се око за око, зап за зап. Знаете, не верува во Бог. Не менува ништо. Ќе го речеш природен закон, космички закон, ќе му дадеш само друго име, а тој е тој Божиот закон. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Денеска имаше поплави, пожари во Атина и некој се сити, кол не прави. Тие сака да ни го сменат името, убиле безброј македонци, јас не знам колку луѓе се убиени, 200.000, 300.000, пола милион, колени, жени, деца. Видете, Божиот закон, што сте правеле, тоа ќе ви се прави. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Тоа е старите принципи на светот. Според првобитните принципи на светот, ако не сте во Исус, вие сте во тој закон, око за око, зап за зап. Значи, ако осудуваш, мразиш, си крадел, погледнете, например, олигарсите македонски, што се случило со нивните деца. Така да кога некој цел народ води во гибел, без разлика, еден миг треба да се замисли за своите деца и за своето семејство, што ќе му се случува, доколку не се покае, доколку не го повика Исуса. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи, според првобитните принципи на светот, а не според Христос. Ако вие не сте во Христос, живеете во тоа, што зборувате, тоа ќе ви се прави. Што правите, тоа го правите на себе си. Мразите себе, се мразите. Вас ќе ве мразат. Пробајте го тој закон, проверете. Псуете, мразите, колнете, вас ќе ве колнат. Убивате, вас ќе ве убијат. Прашање на момент е, Господ забавува, но не заборава. Зашто во Него, во Христос, во телесен облик, пазете, телесен облик, тој термин, живее сета полнота на Божеството на Отецот наш, живее во Исус. Тој е комплетно претопен во љубов. Значи, тој немаше своја волја, тој вереше некако што сакам јас, татко. Нека биде твојата волја, чашата е горка. Тој ги зема сите болки и страдања, слезе, спуштен ангел. Тој не е паднат ангел, вие сте паднати ангели од сатаната, не знаете да љубите. Полни сте со омраза, со зло и нечистотија. Потребен ви е Исус да ви помогне, да ви даде сила, да надвладеете состојби и ситуации кои ви ги праќа луѓе кои не ве сакаат, кои ве мразат. Значи, во Него, во полнота, комплетно исполнет со љубовта, живее нашиот Отец, а вие станавте целосни во Него. Пазете, вам ви недостасува мирот, љубовта, здравието. Тоа што го имавте, тоа е проблемот. Целосни во Него. Целосен си во Него, се предава што ти исполнува со сета своја полнота, со својата љубов, и ти тогаш пребиваш во љубовта. И ти тогаш пребиваш во Бога. Те сакам, Господе Исусе Христе, те сакам, татко мој. Тој е глава на секое поглаварство и власт. Исус. Некој ќе рече нашиот цар, вако ние сме имале ова. Цар, мене цар ни е Исус Христос, другите се земни луѓе, минливи. Александар Македонски бил, освоил една мисија, направил нешто, се обидел да направи, да го смени светот на погрешен начин. Потоа доаѓа Исус. Тој е цар над царевите, Исус, во кого живее нашиот Отец во дух. Во Него сте обрезани со обрезание, значи на Аврам, Господ му вели, секој првородено машко ќе го обрезувате, давам завет со Бог, стариот завет. И така се обрезува денеска Исмаил, неговиот син, и Исак, односно муслиманите и евреите. И сега тој збори, во Него сте обрезани со обрезание кое не е со рака, пазете, не е телесно, со отстранување на телесноста, отстранување на телесното обрезание преку Христовото обрезание. Христово обрезание. А тие денеска се обрезуваат муслиманите и евреите уште.
и не го познаат Исус. Немаат љубов. Немаат доволно љубов и се тепаат едни со други. Војната не е ваша, туку е Христово обрезание, не е ваша, туку е Божја. Христово обрезание, обрезание во љубов, претопување во љубов. Дали ти го љубиш својот непријател? Дали се молите за оние што ве навредуваат и гонат? Дали ги благословувате оние што ве колнат? Тоа е Христово обрезание. Откако бевте погребани со Негово крштевање, пази, погребан, умира стариот човек, физичко крштевање во вода, телесно, не значи ништо ако не го разбираш принципот. Како што вика Кенет Хегин, сув грешник влегува излегува мокар грешник и продолжуваш по стариот пат. Значи, умира стариот човек, тоа е слика за да разберете. Одбиваш да живееш како порано, се што доаѓа го молиш Исус да ти даде сила. Ти си комплетно зависен од Него. Ти викаш, не можам без Тебе да направам ништо. Господи Исусе Христе, но со Тебе можам да направам се. Сакам да го направам тоа се со Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Значи, погребани со Негово крштение. Умира стариот човек, повеќе немаш ти волја своја, немаш своји мисли. Во тебе пребива Исус. Откако бевте, во кој бевте воскреснати со Него, потоа воскреснува еден нов човек, богороден, Христороден, новороден, да се родиш во дух и вода, преку верата и действувањето на Бог Отецот. Дејство на Бог Отецот во твојата душа, во твоето срце. Верата кој го воскресна од мртвите. Пазете. Вас кои бевте мртви по престапите. Зошто сме ние мртви? И необрезанието на нашето тело не оживеа заедно со Него. Значи имаме избран народ, евреите, тој им ги бираше водачите, живееја со Него, простувајќи ни ги сите наши престапи, на тие не го познаа, ги знаеа писмата, бидејќи мислеа дека писмата ќе им дадат живота, не дојдоа при Исус. Значи ни ги призна, ни ги прости сите наши престапи. Кои се нашите престапи? Ние го знаеме гревот на Адам. Значи тоа е слика. Адам и Ева во градината. И му вели, не јадете од дрвото на познавањето на доброто и на злото. И ние се уште јадеме. Ние знаеме што е добро, што е зло. Секој знае што е добро и што е зло. Ти јадеш од тоа и така осудуваш, не љубиш. И така останува твојата духот на антихристот во тебе, духот на нељубов, духот на осудување. Исус никого не осуди. Жено, каде се оние што те осудија, која му е донесла блудницата старозаветно, требало да ја каменуваат? Никој ли не те осуди? Никој, Господи. Тогаш и јас не те осудувам. Оди и не греши повеќе. Бришејќи ја обврската од нашиот долг, пазете, Исус. Нашиот долг, ние сме падната природа. Отпаднати сатаната со неговите ангели кои го избра сатаната, мислеа дека ќе бидат Бог кула вавилонска да се качат до Бог. Паднати се и фрлени се на земјата, тоа сме ние. Денеска во човечка состојба во тело, да и направиме слободен избор. Дали го избираш Господ Исус Христос за свој Господар и Спасител, не само декларативно, по делата на љубовта. Нашиот долг кој со своите одредби беше против нас, значи најголем грев, не е гревот на Адам, спротиставен на Бог. Не како што сакаш ти, Господи, како што сакам јас. Затоа Исус вели, не како што сакам јас, како што сакаш ти. Затоа е она приказна со блудниот син кој доаѓа и вика, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Оче, погрешив пред тебе и пред небото. Го избравме сатаната и затоа сме на земјата. И немаме мир, немаме љубов, немаме здравие. На кратко време може сатаната да ви даде малку, да ве подлаже, а потоа се убиваат, се дрогираат богати, на крајот се бесат на грнчаровата нива, Јуда Искариотски. Тој ја отстрани, ја прикова на крстот, нашиот грев, и ги разоружа поглаварствата и властите кои не владеат сатанат и неговите демони, и јавно ги изложи, ликувајќи над нив преку него. Трпеливо поднесувај навреди. Добриот пастир го дава животот свој за душата своја за овците. И вие така треба да си ги давате. Нема поголема благослов, благодат, радост да ја дадеш душата своја за браќата. Кој ќе ја даде душата своја, ќе ја зачува, а кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби, ликувајќи над нив преку него. Затоа никој да не ве осудува,
доаѓаме до системот на осудување на обредни постапки, народна религија. За храна јадам, не јадам, петок, сабота, недела. Клекни, стани, граф, посем, мрсен, риба. Постам, не постам. Гледајте ме, постам, луѓе. Луѓе, гледајте ме, постам, човеку, постам, објави весник. А народот твој гине од незнаење. Постење е да донесеш еден грешник до Бог, до Исус. Никој да не ве осудува за храна или пијалак. Помалку и вино пишува прво. И ти ми вела, ајбе пи тихо вино, другарите мои. Помалку пишува, помалку една чаша, не 2 литра вино да испијам. Да го опијам телото, духот. Да го наскрбувам светиот дух. За каков празник да јадете? За млада месечина, за саботи, пазете, саботари. Нешта кои се само сенка на она што ќе дојде, ништо тоа нема врска. Нема. Дали сте обрезани во срцето со Христовата љубов? А суштината е Христос, Исус, спуштен ангел, во кого пребива нашиот татко, со сета љубов, кој исполнил, му го предал својот живот нему како Господар, и тој е првороден од мртвите. И тој дојде и ви вели, дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Те сакам, Господ Исусе Христе. Како овчичка беше одведен на колење, Он ги зема сите наши болки, болести и страдања. Немате потреба вие да ги носите, освен ако сакате да си ги носите. Сум ви кажувал за една визија, илјадни си луѓе со куфери одат во некоја темнина, ги носат своите гревови. Христијанин кој не ги љуби другите браќа од другите цркви, кој осудува, не е обрезан со Христос во срцето. Не е усовршен во љубовта. Ние зборуваме за пребивање во Бог, пребивање во Исус, пребивање во љубовта. Значи, никој да не ве осудува за храна, пијалок, празник, за млада месечина, стара месечина, саботи, недели, понеделник, вторник. Вртете околу црквите, скокни, стани, положи раце, исцели, расчисти, простуваш гревови. Нешта кои се само сенка. Тоа се нешта, телесните нешта, налице се само сенка на она што ќе дојде, а тоа е Исус Христос. Те сакаме, Господе Исусе Христе, слава ти, Татко Небесен. Никој со измама да не ви ја одземе наградата. Правете вака, правете така. Ти можеш во твоето срце да го прашаш, Исусе, што да направам денеска за тебе? Исусе, помогни ми да го решам овој проблем. Исусе, помогни ми да имам долготрпение кон тие луѓе. Исусе, те молам, ова грбов што ме боли. Исусе, ти исцели ме, ти си ме исцелил, кој верува во тебе нема да се посрами. Исусе, јас ти припаѓам тебе, јас сум здрав и исцелен. Старецот умира како момче, Христовиот слуга. Нема старење. Љубовта никогаш не престанува. Не може да старееш, синко, ако си во Исус. Може телото малку да ти подостави, духот ќе ти биде и душата млади. И ќе леташ кон Исуса, срце што крила, што лета кон тебе. Те сакаме, Господ Исусе Христе. Никој да не ви одземе наградата. Апостол Павле трчав кон наградата. Вие трчате, вика, на олимпијади кон венец што се распаѓа. Јас трчам кон нераспадлив венец. Божјата љубов, чашата на благословот. Можете да јадете лепи вино, да пиете колку сакате, да се благословувате. Тоа врска нема. Ако вие во себе не сте обрезани, не ги љубите сите, тогаш примате Господова вечера. Тогаш се причестувате. Кога го љубите непријателот свој. Во Македонија настана сатански круг. Еден лидер продава еден народ, се вртат пари, другиот народ кој е дојден овде, кој ги убивал македонците наместо да се извини, продолжува со закани. Голема сила, воена сила сатанска, друга сила која се распаѓа, вавилонска. И народот влегува во сатански круг на омразата. Војната не е ваша, туку е Божја, вели Господ Саваот. Јас ќе отплатам, вели Господ, ако непријателот надојде како река, ти ќе го изгониш, татко мој. Никој со измама да не ви ја одзема наградата преку лажната понизност. Лажна понизност.
Да, сине, да, оче, лажна понизност. А трошки љубов нема. Трошки љубов нема. Знаете, бевме на еден собор. Требаше да зборувам таму стихови од Светото писмо. Свештеникот држеше служба, на едно дете му се слоши, падна. Свештеникот продолжи да ја држи службата, ние отрчавме, 23 го однесовме, јас му велам на детето. Исус рече, Исусе те сакам. И собра сили, Исусе те сакам. Исусе исцелиме, Исусе се оправи. Потоа му кажав, ако ти се случува вака, и кажеш, Исусе помогни ми, повторувај додека можеш. Свештеникот се уште ја држеше службата. Знаете, си ја одржа службата, не дојде да праша ништо се случува со детето. Јас ви зборувам, дали сте вие обрежани во Исус, пуштете ги децата да доаѓаат кај мене. Преку лажна понизност и поклонение на ангелите. Поклонение на ангелите. На разни светци ангели, тврдејќи дека имал виденија, пазете, треба да ги испитуваме духовите, два духа, се духот на Антихристот кој е нељубов и духот на Исус кој е љубов. Секој кој признава дека Исус Христос дошол во плоте од Бога. Што значи да признаваш дека Исус Христос? Да, знаме дојде некој Исус таму негде далеко, немам време сега, човече, треба да одам да берам габи, како јас во планинава. Да признаваш, да исповедуваш дека Исус дошол во плот. Исус да ти е овдека, овде, секаде, во срцето. Тогаш си во духот на љубовта. Другото е духот на Антихристот. Малку Исус, малку да си се вратам, но на староно. Кој е тоа старото? Антихристот. А ти тогаш кога ми рече, памтиш, не ти давам сега пари. Простете, и како некој ви побара нешто, дај му и не го одбива, но нешто ти бара нешто назаем. Тврдејќи дека имал виденија, дуејќи се напразно со својот телесен ум. Телесен ум, ја го читаат Светото писмо и затоа е состојбата ваква. Телесен ум. Телесен ум. Ги плашат луѓето. Да видам јас дали ти имаш, синко, љубов кон сите, дали имаш дела на љубовта. Што направи денеска за Исус Христос? Телесен ум. Затоа се поделени деноминациите, а не се држи за главата, од која целото тело, помогнато и поврзано со зглобовите и врските, расте во растежот што го дава Бог. А тоа е црквата Исусова. Една црква има. Исус е глава, а ние сме тело со своите богоугодни тела и жртви и треба да се љубиме меѓу себе, потоа ќе не познаат дека сме негови ученици. Така пишува тука. Ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живота, не доаѓате кај мене. Јован 5, мислам, беше 38-39. Не е важно. Битно е дека во срцето излегуваат стиховите. Ако веќе умревте со Христос за првобитните принципи на светот, зборува за христијаните кои мислат дека го примиле Исус, ако веќе умревте со Христос, зошто им се подчинувате на прописите? Зошто им се подчинувате на прописите, како уште да живеете во овој свет? Не фаќај, не вкусувај, не прави она, не допирај. Се што пропаѓа се употреба. Под човечки знаења. Немој вака, не е тоа, не одам таму, чекај вака, не одам, не е тоа е Антихрист, ова е вака, ова е така. Зашто не го прашате Исус во срцето? Во љубовта страф нема, значи, ако умревте со Христос, со првобитните принципи на светот, тоа е око за око, зап за зап, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Зошто им се подчинувате се уште на прописите, како уште да живеете во овој свет? Не се фаќај за тоа, не вкусувај од тоа, пази. Не допирај, не се допирај до тоа, бегај, тргнете се од тој. Се е тоа што пропаѓа се употреба според човечки заповеди и учења. Човечки заповеди и учења. Ние зборуваме за Божја мудрост, за Исусова мудрост содржана во еден слог, во една реченица, во една сроченица, во еден закон. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Те сакаме, Господе Исусе Христе, ти благодарам што твојата љубов ги допира сите овие луѓе сега и чука во нивното срце. Еве, чукам на вратата на твоето срце. Отвори да влезе Исус. Кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. Нема да пиете лепи вино, ќе вечерате од овие слова.
човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога, а подразбира дека јас имам храна, вели Исус, јас имам храна што вие не ја знаете, да ја исполнувам волјата на Отецот, на мојот татко кој ме прати. Овие нешта на вистина изгледаат како мудрост човечките, која се состои во самоволна набожност, човечки принципи во црквите и заедниците. Вака и така, самоволна набожност. Ние зборуваме за своеволие, дуоволо, сатанско, и да биде твојата волја, татко, како што вели Исус, прости им, татко, не знам што прават, не како што сакам јас, да биде твојата волја, вели Исус. Самоволна набожност, пазете. Лажна понизност, се зборува за црквите. Непоштедена строгост кон телото, а немаат никаква вредност. Телесните работи, туку се само за угодување на телото. Значи, уште еднашка, ако веќе умревте со Христос за првобитните принципи на светот, зошто тогаш се починувате на прописите како уште да живеете во овој свет? Не фаќај, не вкусуј, не допирај. Се е тоа она што пропаѓа според човечки заповеди и учења, тоа врска нема. Овие нешта изгледаат како мудрост, а всушност е самоволна побожност, самонадејаност, лажна понизност, непоштедена строгост кон телото и немаат никаква вредност, туку се само за угодување на телото. Амин. Амин. Татко мој, во името на Исус те молам за исцелување на сите овие луѓе што ги слушаат денеска овие слова. Да им го отвориш срцето за твојата љубов, твојот мир да премине на нив. Ставете ја раката и исцели го секој дел од телото, Господи Исусе Христе, за Твоја слава, да повторувате, сакам, Господи Исусе Христе, исцели им го телото, да разберат, да се покајат, и очите и ушите, да се покајат, да ги исцелам, и да врват по Твојата љубов, да се обрезат во Твојата љубов, да чекорат со Тебе. Те сакам, Господи Исусе Христе, оставам се во Твоите раце, мојата земја, моето семејство, моите луѓе. Им простувам на сите оние кои не ме сакаат, ги се молам за нив. Се молам во Македонија, навистина се случува само Твојата волја, да останеме Исус Христо во Македонија, како што си не запишал во Светото Писмо. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое, Ти ме создаде од прав земна, дух животен, дуфна во мене, по образот Твој ме создаде. Жива душа, налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се мое е Твое, љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исусе, јас ти припаѓам Тебе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се мој.